Утре Штип и приградските населби Три чешми и Караорман ќе бидат без вода. Славините ќе останат суви поради зафатите на водоводната мрежа на повеќе локации во градот, меѓу кои и филтер станицата. Ќе вклучиме и новата линија што изведевме кај детската градинка Астиво со должина од 800 метри. Ќе вградиме нов вентил пред мостот на река Брегалница кај новата пошта и ќе отстраниме неколку дефекти на територијата на градот. Нејавеното сопирање на водата од речиси еден ден на граѓаните не им е мило, зашто без вода ништо не е исто. Без вода е најтешко. Значи се што е и садови, и јадење, се со вода, без вода многу тешко. Тешко е сега навикнат сме на вие условели, тоа е еден ден и треба да се справиме со таа работа. Ако сувите славини се проблем за граѓаните, како со нив ќе се справат институциите, особено болницата? Обезбедено е вода, прво флаширана вода и вода за санитарните јазли. Еден од поголемите проблеми кои би можел да се јави, меѓутоа ние тоа нема да го дозволиме, тоа е ладењето на магнетната резонанца. Обезбедени се 2 цистерни кои постојано, значи се во кругот на клиничката болница во близината на магнетната резонанца. Подготовки се прават и во училиштата и таму се преземени сите мерки за обезбедување на техничка вода за одржување на хигиената и санитарните јазли. Сепак, кога во прашање е водата за пиење, добро би било да упатиме и еден апел до учениците, до родителите, значи и самите од дома доколку имаат можност, значи да се понесат шишинца со чиста и исправна вода за пиење. Но како најавениот прекин на водоснабдувањето ќе го надминат оние во производството? Штом се најавени ќе се обезбедиме со вода и нема да имаме никаков проблем. Потешко ќе биде ако водата одеднаш или не најавено ја снема. Така да ќе немаме воопшто проблем со производството и со хигиенските услови. Инаку, според соопштението од ИСАР, водата ќе се исклучи во 7 часот утре наутро, а се очекува дека прекинот нема да трае подолго од 24 часа.